Навистина е така, кога сме кај овие студени денови и промени, некако со стигнувањето на зимата, се повеќе и стравуваме од нечист воздух, кој што години наназад представува вистински проблем на територијата или барем во поголемите градови на територијата на Република Македонија. Изминатиот викенд имавме силен северен ветер кој практично ни го исчисти воздухот, па денеска од Скопје можеме да ги видиме врвовите љуботени подалеку и да дишиме пред се чист воздух. Но ако престане ветерот за неколку дена, воздухот и оние мерни станици ќе покажат високо присуство на оние штетни PM10 честицки. За таа цел го актуализираме на самиот почеток прашањето околу аерозагадувањето, прашуваме како тоа влијае на дишните органи, на организмот генерално во целина и како може да се заштитиме и што ние како граѓани можеме да направиме да имаме почист воздух за дишење во зимските месеци. Темата ја работеше колегата Оливер Иванов, па деталите ги дознаваме од продолжение. Со стартот на грејната сезона се актуализира прашањето на аерозагадувањето, појава која е често пропратена со појава на нови, некарактеристични химиски, физички или биолошки агенси кои ги менуваат природните улики на атмосферата, а со тоа влијаат и на нашето здравје. Аерозагадувањето може да биде по природен пат, може да биде од човекот, најчесто е од човекот како предизвикувач и тука спаѓаат азотните оксиди, карбон моноксидите, понатаму спаѓа озонот, исто така прашината и ПМ честичките. Значи, секој од овие гасови и сулфурните исто така оксиди има свое негативно влијание врз човековиот организам, а ако на тоа ги додадеме и природните загадувачи, како што се пожарите големи, вулканските ерупции, тогаш работата станува уште посериозна. Аерозагадувањето штети на најразлични аспекти на нашето здравје, почнувајќи од дишните патишта, па се до плодот на бремените жени кои се изложени на истото. Би сакала да напоменам нешто, дека уште кога ќе е плодот во стомакот на мајката, ако доаѓа веќе во контакт со аерозагадувањето, пред се тука за плодот на кај бремената жена, големо влијание има доаѓањето на контакт на мајката со PM10 честичките и со сулфурните оксиди. И овој прв контакт веќе кај детето прави проблеми во смисла да има проблеми во создавање на клетките и некои од битните процеси за понатамушниот живот на детето, како што е процесот на аерофагија. Тоа е еден процес кој што е многу битен и помага кај секој од нас да оштетена клетка, еве на пример од аерозагадување, биде елиминирана. Значи, уште по првите контакти на плодот со аерозагадувањето веќе почнуваат соодветни последици, за кои што е докажано дека, на пример, и по 40 години, ради тој прв контакт со аерозагадувачите, може детето да има проблеми со меморијата. По однос на секојдневното експонирање понатаму во животот, сите овие гасовите за аерозагадувачи, но најмногу честичките, оние кои што се со најмал диаметар од 2,5, тие имаат поголема продорна моќ и продираат и во дишните патишта и во белите дробови, доведуваат локално до појава на воспаление. Типот на воспаление е од хроничен тип и како резултат на тоа настануваат оштетувања и нашите бели дробови стануваат посклони према дадени заболувања, пак оние од кои што и се умира. Значи тоа се белодробниот карцином, кој што е во огромен пораст. Тука спаѓа астмата. Денеска се знае дека во дечијата популација главен причинител за астма е точно аерозагадувањето и се работи за една сериозна бројка од 14% од дечја популација која веќе има пораст во астмата. Понатаму ваквите хронични воспалителни реакции ради аерозагадувањето не прават поподложни и на воспаление на бели дробови, дали од бактериска или од вирусна етиологија.
прават дебелодробниот карцином е во пораст. Денеска на годишно ниво 1.700.000 луѓе умираат од белодробен карцином. Во пораст се и кардиоваскуларните заболувања. Тоа се, значи, прво акутни ефекти на аерозагадувањето, но и хронични ефекти во еден тип на хронично воспаление, кои што не прават поосетливи на други фактори и поподложни на овие болести кои што се директно врзани со самото аерозагадување. Како да се заштитиме од аерозагадувањето? Например, имаме работа надвор и мораме да ја завршиме, но причините од аерозагадувањето се погубни по нашето здравје. Прво, воздухот околу нас, ние на дневно ниво низ белите дробови ни поминуваат 110.000 литра воздух, 11.000 литра воздух. Рачунајте колкава е количината на овие аерозагадувачи кои што ни поминуваат или остануваат во белите дробови. Многу е тешко да се заштитиме од нешто што се наоѓа околу нас и што ни е нужно за живот. Една од мерките за заштити е да се носат маски. Познато е дека НДВ-испитка е добар како делимичен заштитник од аерозагадувањето, да се во периодите кога не мора да бидеме надвор, да го сведеме на минимум времето на престој надвор, особено кога се енормни вредностите на аерозагадувачите во воздухот. Тоа особено треба да се внимава во вечерните часови, заради тоа што се знае дека навечер аерозагадувањето е најголемо, заради тоа што имаме помалку ветар. И да секој од нас е свесен дека секој од нас е лично одговорен за оно што ни се случува во врска со аерозагадувањето. Користењето на јавниот транспорт и избегнувањето на безпотребно користење на автомобил се само дел од чекорите кои ние како граѓани можеме да ги направиме за да ги намалиме негативните ефекти од аерозагадувањето. Прво, да не се вози секој посебно сам во ауто. Тоа е едно од основните работи, бидејќи се знае дека еден од најголемите загадувачи е точно сообраќајот. Ние сме сите комотни и никој не ќе си ја нареши личната комоција. Друга работа е да се користи повеќе градскиот транспорт, да не се палат огнови во дворовите од било каква причина, да се штеди електричната енергија, бидејќи секоја заштеда на електрична енергија индиректно ја го намалува аерозагадувањето. Секој што е во можност да засади дрвца, заради тоа што ние сме свесни дека во градовиве се помали се зелените површини и на тој начин се повеќе ги уништуваме белите дробови уопште на градовите. А и друга работа што е многу значајна, аерозагадувањето само и оно ги уништува шумите, бидејќи амониумот и азотните оксиди директно делуваат на редуцирањето и уништувањето на зелената површина. Значи, секој од нас треба да води сметка, затоа што секој од нас допринесува да биде аерозагадувач. Секој може да биде аерозагадувач и затоа најдобро е секој да тргне од себе, бидејќи доколку имаме повеќе еколошки свесни граѓани, би имале и почиста животна средина.